Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Господине Села, законот за употреба на јазиците веќе е донесен. Истиот предизвика многу реакции и кај обичниот граѓанин, меѓутоа и во однос на содржината кај експертската јавност. Зошто според вас брзањето, толку брзање да се донесе овој закон, ако се има предвид дека не беше дел од реформските приоритети, на што укажа и некој од европските дипломати? Знаете што? Не е баш така како што сега се обидува да се пласира во јавноста. Зборуваме дека законот е донесен без дебата, што не е вистина. Можноста ја имале сите за дебата во врска со законот, а забораваме дека 2008 беа донесени, не знам, над 100 закони, меѓу кои и законот за употреба на јазиците од страна на истите политички актери кои вчера се спротиставеа, нели, на законот и кои бара, нели, да има јавна дебата. Памтите 2008 како се донесе законот. Значи, ова беше непотребна реакција од нивната страна. Ова е само играње политики и патриотизам пред народот, а не име до тоа целта, бидејќи истите политички актери. Многу добро сум информиран, кога беше во прашање да се формира ново мнозинство, го прифатија истиот закон и не се согласува само со специјалното јавно обвинителство. Значи се работи само за театар, за ништо друго. Овој закон, за волја на вистината, требаше да се донесе 2004 година, кога требаше да се исполни законската рамка на Охридскиот рамковен договор. Значи, доцнеме 14 години. Изјавите на некои, како што тврдите вие, представници на амбасади, мислам дека се неодговорни и можда не ги знаат добро политичките збитнувања тука во Република Македонија и затоа дават брзи такви изјави. Законот беше донесен така како што беше. Нели е за вас како за етнички албанец горка оваа победа, ако сепак се има предвид дека за него не беше отворена амандманска расправа и дека помина со низа процедурални пропусти и забелешки? За амандманите кои 33.000 амандмани се однесуваат само за наказнените одредби. Мислам дека тоа не се целта никогаш не била да се има дебата во врска со законот за употребата на јазиците. Јас би сакал многу да има дебата во Македонија и тоа суштинска дебата. Рочито сега кога е и дебатата околу преговорите со Грција. За жал, уште за јазикот кој јас го зборувам, албанскиот јазик, во Македонија дефиницијата е јазикот кој го зборуваат на 20% од населението и кој е различен од македонскиот јазик. Ја за ваква дебата сум, а дебата околу закон, околу амандмани кои се однесуваат само на казнените одредби. Мислам дека не е целта на дебата, него целта беше за да се блокира донесувањето на закон. Господине Села, на што ја темелите вашата замисла за Македонија како бинационална држава со дводомен парламент? Секогаш проблем во Македонија, со исклучок на тоа што се случи вчера, нели, со гласењето на законот, е видно мајоризацијата на помалите етнички заедници. Се обидовме да ова да го спречиме преку во 2001 преку Охридскиот раковен договор со воведување на Бадентеровиот принцип, нели, со која имат право на вето сите етнички заедници кои се представени во парламент, во собранието, нели. Се покажа дека е неуспешно, затоа што таков принцип само го зачува статус-квото во ова општество. Единствениот начин со дводомен парламент, тоа е на некаков начин вистинската консенсуална демократија.
го имат најразвиените и најцивилизираните општества во светот кои постојат. Мислам, дводомен парламент имат Соединетите Американски држави, имат Канада, имат Британија, имат, не знам, многу примери, имат Белгија и така натаму. Но ние сме нели многу далеко од тие цивилизацијски развиени земји, демократски, ве прашувам А кога зборуваме за култура, сакаме да бидеме во ист ниво со нив, нели? А тоа што сме далеку не мора да значи дека треба да живееме во еден примитивен систем кој за цел има дискриминација. Дали е реално остварливо тоа за кое зборувате или е ваша лична желба? Не е моја лична желба. Прашувам и од аспект на тоа да ние попис не имаме 15 години. Ве сваќам. Знаете што? Уставот и политичкиот систем што функционира и што треба да се воспостави, треба да се прилагоди на етничката реалност која ја има една држава. Етничката реалност на Македонија е дека Македонија е мултиетничко општество. И како таква треба да биде и мултиетничка држава. Кај нас во Уставот стои дека Македонија е мултиетничко општество. Тоа ништо не значи. А кога ќе биде мултиетничка држава, тоа веќе значи нешто. Не успеавте да најдете заеднички јазик со премиерот Заев и ја напуштивте владината коалиција. Дали од денешна гледна точка жалите за тоа? Не. Што беше пресудно за да ја напуштите коалицијата? Не можев да прифатам понижувачко место, како што беше заменик премиер за реформи, некоја смислена позиција, која самиот факт што до ден денеска не е исполнето како место, покажува дека некој сакаше да се игра и да се шемува со нас. Преговорите за името добија интензивна динамика во последниот период. Дали вие, господине Села, верувате дека ова прашање може да се затвори до јуни, како што најави премиерот Заев? Треба да се затвори. Не треба да бидат граѓаните под залог на дневните политики и на интересите на политичките партии за да придобиваат врз база на патриотизам и дека врз база на тврди ставови, дека не го менјаме ова или она, бидејќи таквиот исход го знаеме. Веќе знаеме 10 години што се случи и кај не доведе тоа. Често се користува проблемот што Грција го има со нас, или изразот. Ама реално, Грција нема никаков проблем, бидејќи Грција е дел од НАТО, е дел од Европската Унија и тие што имат потреба за да бидат што побргу и за стабилноста на регионот, дел од НАТО и од Европската Унија е Македонија и граѓаните на Македонија. Затоа мислам дека треба да се најде компромис, почитувајќи ги и чувствата на граѓаните. Господине Села, како е да се биде во опозиција, откако барем и накратко ги почувствувавте привилегиите на власта? Ние се чувствуваме комодно, со одговорност, бидејќи опозицијата истовремено и моралот на едно општество. Од кога излеговме од власта, дел од времето ни помина организирајќи го конгресот кој заврши пред една недела. И сега веќе ќе бидеме фокусирани вистински да бидеме моралот на општеството тука во Република Македонија. Има ли шанси повторно да ве видиме во друштво со Заев и со Ахмети? Не верувам дека таква шанса ќе има, бидејќи се работи за достоинство. Никогаш не сме дозволиле некој да се игра со нас. И нема да го дозволиме пак тоа да се случи. Сега во политиката никогаш не постои не. Но од друга страна, во вакви околности не. Ви благодарам што бевте наш гостин. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.